Здраво другари, здраво криптореволуција. Удараме старт. Стварно 15 минути видео ќе направам. Пошто другарите не знаат да се пуштат 2x. Добре што не сум открил некои нови опции. Поздрав до сите тракијци, бугари. Така да ви кажеме на работа. Ненормален лут. Мене зашо немам тема на која не ме прави, ама сега полека македончето се описменува. Како сите дојдеа до телефони и до интернет. Другари, Бугарија ќе беше друга држава, дефинитивно брат. Мислам дека ќе беа на друг левел, доколку чува 213.500 биткоини запленени само од мафијаши, од нелегално копање, од разни таму нелегални активности. 213.500. Замислете си, еве не само вај bull market, замислете си, замислете си да речеме 2300 биткоин да стигне до 1 милион. Таа држава комплетно можеше да направи чуда, брат. Не само целиот национален дух што го имат да го исчистат, туку просто Дубај на Балкана може од злато може да се ги направат улиците, што се вика. Че може да комплетно, брат, да отидат у Star Trek. У Star Trek технологија. И армија, и полиција, и пожарна, и болници, и училище сектор, роботизација, чуда, брат, чуда може да направат све со заплената на нелегалните биткоини. Една работа само забравяме, другари, зашо почнувам овоа. У Македонија исто има многу копано нелегално биткоин. Тај нелегално биткоин, ако е копан со домашни сметки, поштено платени, тај треба да остане на македончето. Амнестија. Значи, па се придонесели за светски за биткоини за целиот крипто. На тие македонци што и пред мене се копале, само што никош нели јавно не се појавиле, и пред мене што се копале, секој им чест. Ако се си плаќале сметките поштено. Данок не се можеле да платат, пошто нели тоа беше пирамидална шема, така да проблемот е со самата држава. Но постојат луѓе што се копале и нелегално. Значи со крадена струја. Тие може брат државата да потражи од FBI алатка и да се луцират кои се. Значи тие се крадени пари од не од мене, јас сум 12 години иселен. Ама од моите родители, пријатели, комшии, големите патриоти таму по Македонија. Значи народот е платил за таа струја, значи тие луѓе треба да се дознаат. Македонија треба да ги заплени тие биткоини и да ги чува у државните резерви. Јас сум сигурен дека повеќе биткоини ќе има од Бугарија, затоа што Македонија копа далеко пред Бугарија и далеко со појака машинерија и на доста поголем обем имат копано, но не знам точно која година, стварно не се сеќавам, али може барем 300.000 биткоини сигурно се ископани од подрачјето на Македонија, тоа сум сигурен. И може да се луцират. Еве и лупама и да сум грешка, ама 50.000 минимум мора да се ископани. 50.000 мора да се ископани, дека таму Македонија некои мистериозни фаци пријават по 8-10 биткоини, што се копале со државни там компјутери и интернет и струја. Значи се ископале 8-10, а замисли си колку имат криминалците ископано. Значи државата треба да земе да ги открие кои се, да ги заплене, тоа може да се луцира и Македонија да си има бенефит од тоа. И треба дури да потражи да ги предадат сите тие биткоини, може да задржат, да речеме, еден само, например имат 100 биткоини ископано, еден да задржат. Имат 10 биткоини ископано, може да задржат 0.10%, 0.10 од биткоин, како една награда што рано се копале и државата, иако е нели криминал, државата ја простува за тоа што државата ќе има многу повеќе бенефит, да тие ги предадат биткоините, да се лоцират, да се држат у државни резерви, отколку еве да се судат, да се чудат, да се истражува и да направат дополнителни трошоци, ништо да не направат. Треба да се открие и за Ethereum колку е копано, нелегално исто е, сигурно многу за Бугарија немам информации, али
Македонија го држеше на прво место. На прво место држевме по пребарување на Google за информации за Ethereum, како да се копа со Ethereum, графички картички за луди цени се продава и се. Треба да се лоцира и таа Ethereum и треба да се заплене, да бидат амнестирани, да не бидат затворени тие што се копале, заради тоа што лекцијата што ќе научат е, например, ископале се 100 Ethereum, да и се даде 1 Ethereum да задржат, ако се ископале 10, да и се даде 0,10%, 0,10 Ethereum да задржат, а да и биде простено затворската казна, за тоа што да речеме, еве не се знаеле деку паѓате што прават. Тоа што се краделе со струја, државата ќе има бенефит заради тоа што биткоин и Ethereum таа количина државата која чуваат барем минимум до 2030 и после да кешира, Македонија ќе има лут бенефит од лудаци кои што се краделе струја. И за прв пат во историјата Македонија ќе има бенефит од лудаци што не се знаеле стварно што прават, се го напуниле државниот резерв. Да не ме сванете погрешно зашо викам дека треба да биде простено, затоа што прво поминаа 12 години од како биткоин се копале и повеќе, него се копали од самиот почеток. Поминаа и 9 години од како Ethereum се копале, значи уште една година да речеме амнестија, но следните што ќе го направат тоа, мислам следните не може више да копат Ethereum, али следните што ќе копат биткоин и други криптовалути со крадена струја да лежат затворска казна и за сите други. Тоа е од мене. Значи да не забравате, во Македонија има многу политичари и мафијаши и чуда што се фантазират сега, се трошат од тие пари, се прават паметни, имат копано биткоин, Ethereum и други криптовалути, имат копано со крадена струја. Да се надевам дека од разузнанието некој гледа, братче, да земе да истражи, еви политички поени како ќе соберете. Да се надевам дека вие нема да ги украдете. Другари, ние сме тука. Фала што намалија за 99,9% од како биткоин не падна на 90.000, ово биткоин не падна на 30.000, па дури не падна ни на 70.000. Другари, фала што прекинавте со глупите пораки, нелогични пораки, ние сме тука. Гледајте, брат, тука ко сме биле тука 90 пати. 2013 ко сме биле тука, 2017 125 пати, ко сме биле 2021 тука 175 пати, ко сме биле 2025 тука. Литнало не знам дали ќе литне толку, али ние сме тука. Значи, луѓе, пораките, брат, шо ќе биде, како ќе биде, забравете, стварно, молам ви се, дури коментари, тие се нелогични пораки, ако знаев ја колку е точно, ќе бев милиардер. Така да, сите ќе чекаме, ако еве, ти повика, Мега Булиш, најнормално рекламира си го тоа, шо он највеќе го држи, вика 15 до 20.000. Они сега требаше да стигне 15 до 20.000, проблема е што берзите, не е проблема берзите, проблема е комарџиите што ударат многу на леверидж, стават 5x, 10x, 50x и берзите се принудени ептен да кешират, ептен да продадат, да сринат и после уште тие што за жал другите невини ќе настрадат со тоа што ќе продадат у паника. Јас си сидел, кафе шемата удара. Значи, и тие страдат заради нив, затоа што продават у паника. За жал не ме читат мене или не читат, например, светски познати YouTube канали, пошто тие повеќето се странци. Ово е возможно ако биткоин стигне 170.000, ово може да стигне 15.000. Ако биткоин стигне 200.000, Ethereum би лесно требало да стигне до 20.000, затоа што самиот биткоин кој ќе го продадат, ќе кешират прво да го напумпат до, да речеме, 170.000 кога ќе стигне биткоин. Да речеме до крај на декември е многу е битен биткоин која цена ќе задржи. Значи октомври и ноември почнува целата bull market драма. Декември е многу битен пред самиот крај, затоа што иде нова година, многу луѓе ќе кешират за нова година. Светот го движи се уште Америка. Многу американци не ги интересира bull market, не ги интересира екстра профит. Тие, брат, мора да прослават феноменално и со
сериозно, како да нема утре, со сериозни трошоци, со сериозна потрошувачка планират да си ја прослават нова година, како и 12 години што ги гледам како слават, значи како да нема утре тоа се троши луди пари, значи тие ќе кишират. Значи декември треба да пазиме до пред крајот, треба да гледаме колку ќе стигне биткоин. Дали ќе стигне 140.000? Дали ќе стигне 170.000? Дали ќе стигне 200.000? Значи до крај на декември ако стигне 170.000, може да стигне 200.000 да речеме. После. Зависи како ќе играат. А ако стигне 140.000, можно е многу луѓе да се исплашат да изгубе моќта и да почнат да лупат у Ethereum, Cardano, Solana и у другите. Да обрнете внимание на Ethereum, на Solana, на Cardano и на Sui. Американците товарат како луди. Дали ќе ја погодат цената, не знам. Тоа е тешко да се процени. Ово не знам сега да го пуштам дали ќе ме го онадат. Сите луѓе имате кај мене на Twitter, често споделувам, да, почето е за Стар Атлас, али имате еве тука милиардери, чуда, тврде дека наскоро ќе има чуда. Значи ќе си го слушате, сега да не го пуштам, оти не знам дали овај ставил, дали смее да се пушти или не. Рон Пол тврде дека 4 години цикало е у 5 години се претвара и дека целата драма е можно да биде 2026, што стварно можно е од октомври, ноември да има стварно многу, декември да е големата драма, а да е лажно да стигне да речеме биткоин само 140.000 или 170.000 и да речеме да продолжи од јануари до април да има голема драма со не само со алткоините, туку и биткоин да направи некоја лудост, да речеме некоја рандом компанија или рандом држава реше да пуне у резервите чудо од биткоин. Другари, овај бул маркет е различно од другите или планира да го направат различно од другите. Ако ви има такви што ви кажуваат да брат, тоа ќе случи, ово ќе случи, брат, тоа е само клик лайк. Никој не знае у овај луд бул маркет што ќе се случи. Тука е јако видео, гледајте го за Стар Атлас, типо и верува и не верува, ама на крајот кажуваат дека ако ги исполнат тие услови, ја треба да ви кажам дека до измеѓу 2027 и 2030 Стар Атлас треба да го достигне врво, затоа што проблемот на Стар Атлас сега не е само што они не ќе да платат на големите берзи не ќе да ги излистат како другите игри, значи не ќе да направат грешката да платат по 2, 3, 4 милиона на берзите и тој се 10 на берзи јаки, да дадат толку пари и овие да ги излистат, да се напумпа и после да дампне и да страдат тие што играат. Сакат они постепено да се дознае за играта, како се развиват и тај начин се го избрале. Значи можно овај бул маркет да се страдаме, да чекаме, али ја нема да се откажам, ја ќе играам играта и моите македонски геймери, кои до Македонија планирам да играеме затоа што дава инк и мене ми интересно да играам, место и да играам Counter Strike што стварно ми се играе подсачена, ја радо би играло во да тестирам, да видам дали ќе предвидам, дали ќе направам пари, отколку да играам Counter Strike без пари. Тоа е. Значи ја верувам, не значи дека и вие треба да верувате. Ако имате $1000 у DAO, купете си $1000 у Cardano и што да ви кажам. Значи брат, што ќе биде, не знам. Еве, работат на многу јак план. Тие шага планират да развијат технологија, дури од најслабиот телефон, од најслабиот компјутер, од најслабиот лаптоп, да може да се играе Стар Атлас. Разбирате ли? Значи, да не ви треба јака машина. Значи, чекаме да видиме што ќе направат шага партнерство со Стар Атлас, да видиме што ќе направат и ќе биде многу интересно ако од секој телефон, секој компјутер и секој лаптоп послаб, што македонците, балканците и другите, например, народи што играат овакви пуцачи на игри, а немат доволно пари за компјутери, да играат ова со cloud gaming, да играат, тоест да рентат на еден начин мокни машини. Ово чудо не е од Стар Атлас, еден другар што ме прашава, ово чудо да се надеваме дека е обичен метеорит, дека не е лажниот фейк алиен напад Project Blue Beam, кој што ја мислам дека ќе случи 2035, а јас сакам што побрзо се отидам од Америка. Не би сакал да бидам тука. Значи тоа не е за Стар Атлас, другар што го постирам, туку тоа е многу една позафркнена работа што не планират. Гуруто Селор, што да ви кажам, ако милиардер зборен овие
работи, значи вајда не е од кафе шемата. Тоест треба него да го следите што ќе каже, за разлика од, например, на кафе шема некои 15 минути, много брзо минало. А уште 2 минути. Значи, радо би го слушал Сейлор, што е милиардер и успешен човек, отколку да слушам Рајко Петко, што тражи од дома пари за кафенце, ама почнува да прави аналитика за биткоин дека било пирамидална шема и дрн-дрн-јаниња. Без Русија нема, чекај да не упадимо тоа да не ме блокнат. Кинезите другари, ја кажав за Кина дека 2025 ќе достигне врво. Сите ме правеа луд, другари, тоа чудо од држава, планирам здравие после булмаркетот да го посетам. И да го посетам и да видам што со мои очи што технологија таму се развива, па ако можам некоја технологија да донесам и за Македонија. Друго, Sony Coinbase и Samsung, тоа си го прочитајте и друго нема. На Борис да му направиме на реклама. Борис дава награда, значи ставете му subscribe на неговиот канал на YouTube. Само нема да претерате како на мене што ми ставате толку многу, не бидете себични, ќе освоите некоја награда и дечкото дава. Така да не бидете себични, не бидете дигитално неписмени, помагајте на македонски канали. Поздрав!